Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате: целта ни е да бидеме меѓу топ 5 општини по транспарентност, истакна првиот човек на Гостивар Арбен Таравари. Четириесет и двајца просветни работници во училиштата во општина Тетово се позитивни на COVID-19. Во изолација се 8 оделенски групи. Тетовски јуриш кон вечноста. Свеченост по повод одбележување на 19 ноември. Во услови на ковид пандемија невозможно е да се реализираат сите зацртани проекти, но општина Гостивар сепак успева голем дел од планираното да го заврши, вели градоначалникот Арбен Таравари. До крајот на мандатот целта ни е да бидеме меѓу топ 5 општини по транспарентност, додава првиот човек на Гостивар. Полека ја ситниме 2020 година, која за жал останува да биде запаметена по корона пандемијата и ефектите од неа во сите сфери на живењето. Корона кризата го истенчи и буџетот на општина Гостивар, што локалната власт го наведува како причина дел од планираните инвестиции да останат нереализирани. Првиот човек на општината вели дека сепак успеале да сработат значителен број од зацртаните проекти. Реализирање на буџетот општина Гостивар секоја година на ниво на Република Македонија е меѓу подобрите, да не речам топ 5. Во одредени години сме биле и први. Оваа година беше година со пандемија, не сме ние во криза е Европа, во криза е светот. Гледате развиени држави како Германија, Швајцарија, Америка се плашат да не влезат во рецесија, да не збориме за Македонија. И нормално тоа има импликации во нашиот град и во нашата општина. Ние реализиравме околу, ја кажав, 60 до 70% од тоа што планиравме. Градоначалникот вели дека откако го презеле раководството со општината во работата и функционирањето, особено внимание обрнуваат на транспарентноста. Многу ме радува и транспарентноста што веќе општина Гостивар е една од потранспарентните општини на ниво на Република Македонија. Кога почнавме мандатот бевме некаде 600 место, сега меѓу општините сме, ако не се лажам, меѓу 10 најтранспарентни. И целта до крај ќе ни биде да бидеме меѓу 5 најтранспарентни. На последната седница на Советот на општина Гостивар беше изгласана развојната програма за следната година. Документот опфаќа околу 90 проекти за изградба и реконструкција на патишта, 20 за реновирање на училишта и над 30 за нови водоводи и канализации. Идната година генерално ќе работиме на канализации, повторно водовод со секој проектот кој што е помош од швајцарската Агенција за развој, меѓутоа и од буџетот на општина Гостивар, бидејќи земавме кредит за тој проект. Ќе биде центарот за аутизам, ќе бидат асфалтирање на улици и на крајот ние можеме да работиме до јуни, бидејќи потоа се избори и на изборите ќе треба да победиме повторно и да продолжиме со другите проекти. Периодов општинското раководство и финансиските служби работат на подготовка на буџетот за 2021, кој треба да се донесе до крајот на годинава. 42 просветни работници во училиштата во општина Тетово се позитивни на COVID-19. Во изолација се 8 оделенски групи, информираат од кризниот штаб. Во општинските градинки и училишта, поточно во градинката Младост во Тетово, имаме 8 активни случаеви и 3 групи деца во домашна изолација. Во основните училишта има 22 позитивни наставници и 8 оделенски групи во изолација. Вкупно има 20 позитивни наставници во средните училишта, а процесот на учење на далечина се одвива според планот. Првото оценување на учениците е во тек, а се очекува да заврши на 20 ноември. Ги замолуваме сите граѓани да ги почитуваат мерките за заштита и препораките на здравствените институции, со што ќе придонесат за полесно надминување на оваа глобална пандемија. Веќе се полнати интерните оделенија во државата со пациенти болни од COVID-19.
Министерот за здравство Венко Филипче вели дека се менаџираат капацитетите секојдневно, но ситуацијата е се потешка. Пациентите се префрлаат од другите одделенија, специјалности во едно или две места во зградата на интерните клиники. Тие кои што може се пуштаат на домашно лекување, се со цел да се обезбедат места за пациентите со COVID. Сите интерни одделенија заедно со кадарот се целосно мобилизирани. Веќе се наполнени оние први спратови во зградата за интерни болести. Обезбедуваме кревети кадар, но тоа оди се потешко. Значи, се повеќе се исцрпуваат капацитетите, како во смисла на лекари, сестри, тимови за кои што се одговорни, интернисти, пулмолози и анестезиолози и кревети. Спремни се дополнителни капацитети во болницата 8 септември, но со оваа динамика навистина може за кратко време и тие дополнителни кревети, места кои што ги обезбедуваме да се пополнат. За прв пат денеска имавме состанок од почеток на кризата, веќе предвидуваме места и на хируршките клиники, но тоа може да значи дека и веројатно ако продолжи овој тренд, дека во еден момент ќе запре целокупниот нормален програм кој што сега се уште функционира, системот за закажување, мој термин редовните операции да почнат да се откажуваат и едноставно сите доктори, сестри да бидат посветени на лекување на пациентите со COVID. Значи, се менаџира секојдневно. Ова е криза на секаде, кај нас, во регионот, во цела Европа, но обезбедувањето на кревети, посебно на кадар, оди се потешко. Секое течење на носот, секое кивање или секое покачување на температурата не значи дека секогаш се работи за инфекција со COVID-19, вели директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, доктор Бухова. Таа ја објаснува процедурата и за случаи кога позитивни или суспектни на COVID-19 се малолетни лица. Матичниот доктор во консултација со пациентот ја прави селекцијата и да, секако, секој кој е суспектен и од епидемиолошката анкета кој сам ќе си ја каже имал или не контакт со заболено лице, секако треба и мора да биде тестиран. Се тестираат сите кои се суспектни како инфицирани со SARS-CoV-2 инфекција. Секој малолетно лице, не само за дете до 3 години, за секој малолетно лице, кое мора да биде во домашна самоизолација и медицински надзор, решение добива старател, родител, односно лице кое ќе биде наведено во епидемиолошката анкета, која ние ќе добиеме по извршената епидемиолошка анкета од Центар за јавно здравје. Тоа значи дека за секој малолетно лице мора да биде назначен возрасно лице кое ќе ја гарантира спроведувањето на самоизолацијата. Значи, мајка, татко, баба, тој што ќе не биде посочен од фамилијата преку соодветната епидемиолошка анкета. Што значи дека тоа лице е одговорно да ја спроведува самоизолацијата која треба да ја спроведе малолетното дете. И во услови на пандемија, Тетовскиот сојуз на борци заедно со граѓани продолжувачи на традициите ќе го одбележи денот на ослободувањето на Тетово. Во предвечерието на празникот на програмата на телевизија Кисиме Нада, утре премиерно ќе биде прикажана свеченоста Тетовски јуриш кон вечноста, која беше снимена по тој повод. Наместо во Центарот за култура како минатата година, свеченоста по повод денот на ослободувањето на Тетово 19 ноември, тетовци ќе ја проследат во своите домови пред малите екрани на радиофреквенција. Во предвечерието на празникот во 20 часот на телевизија Кисиме Нада, Канал Плюс Форте Радио, како и преку лајв стримот на YouTube каналот Слободно Тетово, ќе биде емитувана програма исполнета со музика, театар и историја. Ние решивме да не ги оставиме граѓаните без овој значаен празник за нашите тетовчани, да приготвиме пригодна програма која ќе се емитува на вашата телевизија, во која ќе има доста музика, игра, забави и се разбира од меморијален перформанс ќе биде достапна за нашите граѓани кои ќе можат да ја проследат оваа програма на 18 ноември во 20 часот. Тоа е во среда. Овој празник, 19 ноември, го одбележуваме навистина во тешки
временски услови во време на пандемија COVID-19, меѓутоа имаме желба и намера да им доловиме со оглед на тоа што минатата година ни беше јубилејна и сметаме дека тоа беше навистина изведено на еден прекрасен начин, барем малку од тоа да не ги оставиме тетовчани сиромашни, а да можат во кругот на своите семејства да ја проследат оваа наша програма. Годинава се одбележуваат 76 години од ослободувањето на Тетово. Веќе народот ја чувствуваше слободата, градот беше слободен, секаде се слушаше песма и ора на еден ваков значаен датум кога беше навистина ослободено Тетово. Со тоа не само тетовчани и целата наша земја ја чувствуваја слободата. Овде би сакал да напоменем и дека заслуги за тоа имаат сите граѓани кои се вклучија во народно-ослободителната и антифашистичка борба, дека учеството на 15-тиот корпус и 41-та и 48-та дивизија учествуваја во ослободувањето на нашиот град и ни ја донесува оваа долго очекувана слобода во овој период. На денот на празникот на 19 ноември, пред споменикот на револуцијата во Тетово, свежо цвеќе ќе положат неколку делегации, но со почитување на мерките за заштита и според здравствените протоколи во услови на пандемија. Уметници и граѓани во Гостивар изминатите 10 дена имаа можност да се вклучат во работилница за рачна изработка на керамика. Работилницата беше прва од ваков вид во Гостиварскиот регион и побуди голем интерес кај гостиварци. Под мотото да се вратиме на традицијата, во Гостивар се одржа 10-дневна работилница за рачна изработка на керамика. Уметници и граѓани имаа можност бесплатно да го научат процесот на изработка на најразлични керамички садови, како и техниките за декорација. Работилницата беше прва од ваков вид во Гостиварскиот регион и пошироко и побуди голем интерес кај гостиварци. Идејата и организацијата се на скулпторот Джезаир Реджепи. Учесниците работеа под менторство на познати уметници од Албанија. Сме овде кај првата работилница во Гостивар и во регионот, која се организира на ваков стил на работа, како што е керамиката. Ова керамика се одржа од 6 до 16. Делата што ги креиравме со уметниците, тие се многу успешни, затоа што со нас беше и професорот Василјач Колевица од Корча и неговата сопруга Андонета Колевица, која беше за цртањето на теракотата, но Василјач Колевица беше за креирање на керамиката. Во следните денови керамичките садови ќе го поминат процесот на печење за да ја добијат конечната форма. Секој од учесниците во работилницата ќе си понесе по една своја изработка, како спомен и потсетување дека традицијата треба да се негува и да не се заборави. Ова активност во Гостивар се реализираше со поддршка на Министерството за култура. Непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, расветлени кражби, следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера вечер околу 22 часот и 25 минути во Тетовско Желино, полициски службеници лишиле од слобода 20, 49, 47 и 22 годишник сите од ова село. А кој половина час пред тоа, полициските службеници ги спречувале при вршење контрола на угостителски објект собственост на 20 годишник кој бил отворен и работел. Тие се однесувале агресивно, на двајца од нив и физички ги нападнале полициските службеници. Четворицата од Желино задржани се во полициската станица Тетово и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, спречување службено лице во вршење службени дејствија,
и за напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста. Вчера околу 22 часот и 50 минути полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 46 годишник од Гостивар, сопственик на угостителски објект лоциран во близина на автопатот Гостивар-Тетово, затоа што објектот работел по дозволеното време и во него се наоѓале 12 лица односно гости. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок додека неговиот објект бил пломбиран од државниот пазарен инспекторат. Вчера во 15 часот и 35 минути на улица Гоце Делчев во Гостивар полициски службеници лишиле од слобода 23 годишник од Гостиварско Дебреше, кој при преземање службени действија се однесувал агресивно кон нив, ги навредувал и омаловажувал. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување на случајот. Вчера во 10 часот и 30 минути на улица Линденска во Гостивар полициски службеници лишиле од слобода 31 годишник од Гостиварска Долна Бањица, кој претходно извршил кражба во Центарот за трансфузиологија во Гостивар. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар, а украдените предмети му биле вратени на пријавителот на кражбата. СВР Тетово расветли 12 тешки кражби и 2 тешки кражби во обид и до основното јавно обвинителство Тетово вчера поднесе кривична пријава против двајца 28 годишници, 49 и 35 годишник, четворицата од Тетово и 28 годишник од Тетовско Джепчиште. Тројца се сомничат дека се сторители на кражбите, а двајца за прикривање. Тројцата во периодот од 7 до 28 октомври годинава насилно убивале колонијални продавници во Тетово, кршејќи ги бравите и катенарите од влезните врати и по пребарувањето одземале предмети и пари. Двајцата други пак од нив ги купувале од земените производи. Вкупната материјална штета што пријавените ја предизвикале со извршените кривични дела се проценува на 74.600 денари. Одбојкарите на Шкендија загубија со 3:0 на домашен терен од Борец во рамки на 6-тото коло од првата машка лига. Екипата на Шкендија неочекувано беше поразена на домашен терен од Велешки Борец со 3:0 во последниот надпревар од 6-тото коло на првата машка одбојкарска лига на Македонија. Ова за Шкендија и Борец беше директен дуел за пласман на 4-тото место на табелата, кој води во плејофот. Сепак не е се загубено за одбојкарите на Шкендија, бидејќи до крајот на регуларниот дел има уште 3 првенствени кола. Надпреварот по сетови заврши 25:18, 25:20 и 25:21 за екипата на Борец. Јас мислам дека денеска Шкендија потврди на приемот, така што тоа одма се делуваше и при нападот, значи без добар прием не може да има и добар напад. А од другата страна Борец изворедно примаше сервиси, играја многу добро во одбрана, така што тие два елемента одлучија да утакмицата заврши 3:0 за Борец. Јас мислам заслужено. Ова беше борба за 4-та позиција. Долго се спремавме, ова не беше една од најбитните утакмици. Честитки до противникот за добрата игра. Тесна утакмица беше, мислам дека нијанси одличува, сепак победивме. Ние сме со цел, наша цел е 4-та позиција. Тоа ни е целта, па здравје на пролет плейоф. Синоќа се одигра и последниот надпревар од 5-тото коло на првата женска одбојкарска лига на Македонија. Екипата на Универзитет Тетово со максимални 3:0 го совлада составот на УГД Студентот Штип. По сетови 25:22, 25:23 и 26:24. Со оваа победа одбојкарките на Универзитет Тетово се искачија на втората позиција на табелата во групата А.
Почитувани гледачи, тоа беа содржините за денешните вести. Останете во добро здравје и почитувајте ги мерките за заштита. Пријатно!